Беше тоа на 8 април 1870 година, кога е роден Атанас Лозанчев, македонски револуционер, член и раководител и војвода на Македонската револуционерна организација. Во јануари 1903 година учествувал на Солунскиот конгрес и бил еден од иницијаторите за донесување одлука за кревање востание. На Смилевскиот конгрес бил избран за член на главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ. Од 17 присутни на Солунскиот конгрес во востанието учествувале само Лазар Димитров и Атанас Лозанчев, кој оставил спомени за овие настани. На 8 април 1909 година е роден Круме Кепески, македонски педагог, лингвист, преведувач, собирач на македонски народни умотворби, граматичар, автор на првата македонска граматика. Круме Кепески е роден во Прилеп, починал во Скопје на 3 ноември 1988 година. Тој е автор на првата македонска граматика, а низа генерации ги сознава и дознава првите сознанија за јазикот преку граматиките и поуките за јазикот што ги оставил професорот. Автор е на многобројни статии, објавени во списанијата Македонски јазик и литературен збор, Просветно дело, Просветен работник и многу други. Особено се познати неговите рубрики Поуки за јазикот од нашиот речник Јазично катче. Во списанијата Просветно дело, литературен збор, излезени се обработени методски единки. Обработка на заповеден начин, обработка на посреден и непосреден говор, обработка на идно време и друго. Познат е како преведувач на преводна литература, белетристика и учебници за гимназиите за универзитетот, меѓу кои и на Ревизор и Тарас Бујба од Николај Василевич Гоголј, басни од Ла Фонтен, маски од Тоне Селишкар, приказни од старо време од Ивана Брлик, Манжураник и други. Беше тоа на 8 април 1971 година, кога во Лондон почна првиот конгрес на ромите, кој траеше до 11 април. По тој повод, Организацијата на Обединетите нации го прогласи 8 април за Светски ден на ромите. На 8 април 1993 година, со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации, Република Македонија е примена како 181 рамноправна членка на Организацијата на Обединетите нации под името поранешна Југословенска Република Македонија. Беше тоа на 8 април 1993 година, кога Република Македонија воспостави дипломатски односи со Нов Зеланд. Беше тоа на 8 април 2012 година, кога во Канада, во Сатон Вест, умре Методија Тет Петков, најстариот македонец кој на 31 јануари го прослави 108-миот роден ден. Петков, на јубилејната прослава по повод државниот празник 8 септември, на покана од генералниот конзул на Македонија во Торонто, Драган Ѓурчевски, го подигнал македонското знаме во паркот пред парламентот на Онтарио во Торонто. Роден е во селото Цапари Битолско, а во Торонто се доселил во 1930 година. Како пасиониран колекционер на спортски автомобили, речиси до последните денови од животот го возел својот Форд Мустанг и секојдневно активно играл голф со пријателите. На 8 април 2019 година почина Златко Славенски, македонски драматург, режисер и универзитетски професор. Славенски е роден во Скопје во 1966 година. Во 1997 година му отпочнала и академската кариера, вработувајќи се на Факултетот за драмски уметности Скопје како помлад асистент. Во 2016 година бил избран во звање редовен професор. Славенски е режисер на голем број театарски проекти, па се до денес има реализирано повеќе јавно изведувани театарски проекти, како што се Безљубни, Сината птица, Инфинити, Соларис, Супернова, Бесови и Коњите ги убиваат, зарем не, Папокот на светот и други. Во текот на својата кариера има добијано голем број награди. Награда за најдобра представа на Македонскиот театарски фестивал, Војдан Чернодрински за представата Розенкрац и Гилдестран се мртви, награда на ревијата Екран за најдобра представа Амадеус, награда на вестникот Нова Македонија
на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодриски за представата Будење на пролета, награда на весникот Нова Македонија за најдобра представа на фестивалот Охридско лето, за представата Пер Гинт и многу други. 8 април е светски ден на ромите.